Почитувани сограѓани, во ситуација кога како држава се соочуваме со сериозни проблеми и порази, сменето име и идентитет, нелегално прогласена двојазичност, сиромаштија, имаме пресметка на власта со пазарџиите, но и пензии кои се кратат во однос на законски предвиденото, целата држава се соочува со уште еден значаен проблем, каде цената е здравието на граѓаните, а тоа е проблемот со загадениот воздух. Проблемот е пресериозен и многу покомплексен од секојдневните дефокусирачки теми кои ги наметнува власта. А блеите чекори кои се превземаат се само маска да се покрие неспособност. Последиците од несправувањето на власта со проблемот се преполни болници, деца и повозрастни кои страдаат од респираторните заболувања, изгубено здравје. Загадениот воздух подразбира бавна смрт во која се губат животи. Владата мора да действува. Се работи за здравјето на 2 милиона граѓани. Не сакам да се разбере ова моје обраќање како политизација на проблемот, туку напротив, како вклучен аларм и крајен апел институциите на власта да престанат со декларативните мерки, да започнат суштински да се справуваат со проблемот, веднаш и без одложување. Секој помина ден без решавање на проблемот подразбира нарушено здравје и загубени животи. Нема оправдување. Речиси 2 години се на власт, а ситуацијата не е подобрена. Ветуваат чист воздух, а добивме држава која е на првото, повторувам, првото место по најзагаден воздух во светот. Ова подразбира дека сите мерки на институциите се неадекватни и несуштински и представуваат вистинско фијаско. Овој проблем не може да се реши со празни политички флоскули, туку со целокупна мобилизација на стручниот и научен потенцијал на државата, како и барање помош од странски експерти и користење на нивното искуство со справување на ваков тип проблеми. Одговорите и решенијата треба да ги даваат експерти, но и да се има политичка волја истите да се спроведат. Потребно е прогласување на ворена состојба, за да се заштити здравјето на граѓаните. Владата да престане со празната демагогија и таа има обврска да го заштити здравјето на граѓаните, преку спроведување на примарни и секундарни мерки предложени на научната јавност. Немојте да ја користите состојбата за политичка промоција, бидејќи државата се соочува со катастрофа. За жал, државата е заложник на лажните ветувања за чист воздух и неспособноста да се реши проблемот. Не ни требаат лаги какви кажуваше оваа влада дека ќе дошол животот и одеднаш воздухот ќе се прочистил. Тоа не само што не е така, туку е и доказ дека за политички поени се играат со здравјето на граѓаните. Потребно е действување бидејќи ситуацијата е пресериозна.